Почитувани колеги пратеници, министри, мислам дека премиерот го повикавте ќе дојде, ќе го слушни првото прашање, се однесува точно за премиерот. Да. Само момент, го молам премиерот да влезе во салата. Повелете. Мене како пратеник ме поттикна да поставам пратенички прашања, она што во изминатиот период го гледам по разни дебати во делот на економијата, дека во Македонија веќе е направен економски бум и дека по тоа прашање треба да бидат задоволни, да бидат мирни и граѓаните, да бидат и пратениците. Јас не се согласувам и мислам дека по однос на одредени прашања треба да се преземе одговорност во делот на економијата, а по однос на првото прашање мислам дека тоа треба да го носите вие, премиере. Имено ќе говорам за капиталните инвестиции, односно во делот на како се реализираат, бидејќи капиталните расходи од буџетот кои служат за изградба и реконструкција на болници, училишта, градинки, патишта, водовод и канализација, и во овој временски период, почетокот на 2019 година, се во износ од најниска реализација досега од 3,53%. И зошто тоа е така, ако се има во предвид дека и во 2017 година капиталните расходи беа 200 милиони евра, од 400 кои ги имавте предвидено, па понатаму се направи ребаланс на буџетот, се намалија на 300 милиони евра, за да се каже дека сме фокусирани на друго прашање, и точно владата беше фокусирана на прашањето на надворешно политичките случувања, и добивме од вас изјава дека 2019 година ќе нема градежна машина која ќе биде неактивна. 2019 година истата приказна како досега од кога сте на власт во овие изминати 2 години. Имаме највисок буџет проектиран од 3,7 милиарди евра, а потрошени минимални 15 милиони од вкупно реализирани за капитални расходи 420 милиони евра. Само дел кратко, за да имам време да ги поставам другите две прашања, кои се набројани во вашата програма, проекти кои ќе треба да се завршат: изградба на социјални станови, водовод, канализација, железничка инфраструктура, гасовод, опремување и одржување на градинки, основни училишта и сето тоа, а немаме воопшто никаква реализација. Знаеме дека доколку ова почне, ќе имаме раст и развој на македонската економија, меѓутоа за влада која е способна да го спроведе ова, сите овие инвестиции се започнати во времето на ВМРО-ДПМН и добро што продолжуваат, односно се дадени во програмата, меѓутоа треба некој да ги реализира. Во време на најголемо процентуално реализирање на капиталните расходи, во време на ВМРО-ДПМН, од 80% ние бевме тука критикувани. Ефектите од катастрофалните економски политики се евидентни. Во време кога во Европа имаме најголем раст, и вие знаете, од нашите соседи и по другите земји, со 4,1 раст имаме Србија, Албанија 4,4, Романија 4,1, Полска 5%, ние сме одвај 2,7%, иако јас сум задоволна, нешто мрднавме од тој фамозен 0% кој значеше тотален застој на економијата. Одговорноста ја носите вие и од вас го барам одговорот на прашањето зошто не се ангажира владата. Зошто не се ангажира во делот на подобрување на економските политики и односно реализирање еве на вашата програма за заживување на економијата. И имаме реализацијата на јавните инвестиции на цела табела. Тоа можете да го видите на каков начин и се одвива, за да го имаме најниското од сите години од 2009 па до денес. И не знам од каде ви се тие фалби. Денес дури и германските инвеститори ви дадоа една нула во делот на
водењето на економијата и економските теми. Второто прашање за министерот за финанси, во делот на ефектите од воведувањето на прогресивниот данок, и тоа делот на информации и комуникација, односно најбрзо растечка и најпродуктивната, кој веќе сега е во опаѓање. Имено во 2017 овој сектор оствари раст од 14%, во првиот квартал 24%, во вториот 15%, во третиот 10% и четвртиот 8%. За разлика од 2017-2018 состојбата е веќе алармантна и место владата да вклучи црвено светло, затоа што падот веќе стигна на 13% најниско во делот на остварувањето од и приходите во делот на информатичкото општество. Комората на компаниите, односно маси, при јавната расправа на која бевте и вие присутен, министре, јасно кажа зошто е жесток противник на воведувањето на овој прогресивен данок. И покрај тоа, што ова даночна реформа всушност ќе изврши пенализација на овој дел од населението, дестимулирање на развојот на висококвалификациони кадри, даночна непослушност и слично, вие го воведовте. И што се направи со ова? Покрај делот на одлив на мозоци и целокупниот ефект, имаме таа даночна политика ја осаќаат вработените во истиот, затоа што нето платата во секторот на информации и комуникации во јануари 2019 во споредба со декември е падната за 20%. И тоа од 43.000 денари од декември од 54.000 денари, пад од 11.000 денари по вработен. Тука е секторот 14.000 вработени. И ова се податоци од Државен завод за статистика, значи прогресивниот данок, помалку пари од 154 милиони кај вработените, на годишно ниво 30 милиони евра. И уште нешто, премиерот Заев кажа дека се во план за воведување на данок на добивка од 3% во март 2018 година за компаниите од информатичка технологија, за да можат да се мотивираат големите компании да дојдат во Македонија. Значи, не само што ги бркаме, не само што имаме данок, не само што паѓа платата во овој сектор, ништо нема од тој 3% данок на добивка, ни трак, ни глас. Кој ќе сноси одговорноста во овај дел, онај одлив на мозоци, за кој вие кажувавте дека го прави само во времето на ВМРО-ДПМН и беа тука чевли пред собранието. Со доаѓањето на власта на СДСМ, сите ќе се вратат, затоа што ќе создадете добри економски услови за да можат младите да живеат во нашата држава, односно со добрите економски политики. И на крајот уште едно прашање до министерот за финансии. Ние, министре, претходната недела 10 дена имавме јавна расправа за законот за сметководствени работи и јас овде ве замолувам во име на сите сметководители, стопански комори, затоа што имавме јавна расправа од 6 часа, затоа што е засегната одредена фела за која носиме законско решение, не за вас, не за мене, да се повлече овој закон и да се доработи. Само ние имаме 60 амандмани, меѓутоа има и Социјалдемократскиот сојуз, имат и ДУИ, и штом се соберат над 100 амандмани, со внатре точно инкорпорирани забелешки кои треба да ги направат тие измени во законот, мислам дека е најдобро да се донеси и да се доработи. Можам да потенцирам дека ваквото законско решение е во целост спротивно на препораките на Советот на Европа. Односно, во делот на надлежностите, невладините организации треба да се консултирани за време на подготвување на законот, законските одредби. Во членот 72, не сакам да навлегувам во материјална расправа, меѓутоа мора да допрам до ова прашање, всушност ќе се става вршител на должност председател на институтот, а министерот за финанси формира комисија за избор на вршител на должност.
Значи се врши предвиден директен државен интервенционизам во професијата, СУНР да состави Божем независна комисија, а председателот на ИСОС да работи по директен диктат. Има многу забелешки, меѓутоа една од важните, затоа што се воведува нов регистар на лица кои вршат сметководствени работи без право на подпишување годишна сметка или финансиски извештаи. Лица кои не ги вршат никакви обуки, значи тука можат фризери, тоа е, фризери од сите други, без подценување на ниедна професија, меѓутоа без дополнително усовршување и испит да можат да ги вршат, односно да ги подпишуваат завршните сметки. Благодарам. Мора да дадеме можност на оваа фела да учествува во подготовката на ова законско решение и притисокот да се намали. Да се донесуваат закони, такви какви што кажувавте, дека ќе биде транспарентна ова влада, а ние сме очевидни, тука очевидци на донесување на закони само по скратена постапка и без вклученост на фелата за кои се изработуваат тие закони. Благодарам.